Restauracija samo na automobilu. Znači za da gi napravimo, ampak profesionalno gdje to napravimo. Не се отвича. Ще направим сега още един експеримент и да го користим и функция. Колко е държано? You prepare your land in free custom zone for building. Yes. In We We have 12 engineers, 10 of them currently working in development. Of course, we will do our best from our side to support you. The sweepers, mowers, trucks for cleaning streets. And now we see that the production is running very well. That the people that are here now can do something for this car. They can do the software. They can do the electrical something. Einzelne. Yeah, but it's We have in Germany machines for this. This mode is auch really important. Also you have a resin that is Денеска имам задоволство да присуствувам на промоцијата практично на едно возило кое што е изработено во рамките на проектот на Фондот за иновативност. Тоа е компанијата BB Classic Cars на господинот Китановски, кој што има една изузетно добра идеја. Јас лично се радувам што денеска можев да го видам овој производ. Станува збор за една идеја како од она што е икона на автомобилската индустрија во Италија, тоа е познатото Фичо во Македонија и во цела Европа, од стари автомобили, стари каросерии, да се направи едно електрично возило. Возилото позади нас точно е тоа возило кое што е адаптирано, значи каросериски уредено, комплетно адаптирано во електрично возило. Фондот за иновативност го поддржа овој проект со 100.000 евра, вкупниот проект е некаде околу 150.000 евра, 30.000 евра е практично партиципација на собственикот, остатокот се средства на фондот, 30% се средства на собственикот, остатокот се средства на фондот или кратко речено од 10 милиона денари, 7 милиона дава фондот, 3 милиона дава собственикот на проектот. Еве имаме еден проект кој што дава навистина резултат. Задоволството е уште поголемо што соработката се одвива со германската компанија Кеслер, која што за почеток има воспоставено еден мал производствен погон овдека во изнајмена хала позади нас. Тие се практично испорачатели на електромоторите за ова возило, но Кеслер е една од компаниите кои што се директни странски инвеститори и во слободните зони во зоната Бунарџик. Тие имаат закупено веќе простор од 13.600 метри квадратни и планираат да го прошират тој простор со нови 5.000 метри квадратни, ја расчистуваат површината, да изградат фабрика која што ќе биде високотехнолошка фабрика за производство на електромотори, електрични компоненти и електронски компоненти за машини, за CNC машини и за овакви типови на возила. Среќни сме што овие инвеститори кои што доаѓаат во Република Македонија веќе не се инвеститори кои што
бараат ефтина работна рака, кои што се трудоинтензивни, него напротив се инвеститори кои што запослуваат високо квалификувани кадри, инженери и останати високо квалификувани кадри. Тоа е добар пример, значи нивниот развоен центар за еден дел од нивното производство се одвива точно во оваа кала позади нас. Веќе тука има 40 вработени, од кои еден добар дел се машински електроинженери. Тие се практично работните места кои што треба да се формираат за да нашите млади луѓе остануваат во државата, не одат надвор од државата, а при тоа имаат солидни примања кои што се далеку повисоки од просекот во Република Македонија. Кратко речено, ова е една одлична соработка помеѓу проект кој што е финансиран од Фондот за иновативност, а од друга страна и странски инвеститор кој што во иднина планира и веќе почна активности за изградба на фабрика во Република Македонија. Ова е точно она што ние го посакуваме да го видиме како резултат од програмите кои што ги има владата и во Фондот за иновативност и во рамките на Законот за финансиска поддршка на инвестиции. Јас лично сум многу радосен што денеска присуствувам тука и што гледам дека тоа што беше наша замисла да го видиме како резултат од програмите што ги спроведовме веќе се случува во реалноста. Овој проект е еден од таквите позитивни примери. Навистина ми е задоволство денеска што можеме презентираме еден од првите резултати од планот за економски развој, делот на третиот столб кој што го започнавме во 2018 година. Имаме навистина добра идеја која што е преточена во конкретен продукт, електричен автомобил. Она што веќе го спомена вице-премиерот, одлично е што имаме додадена вредност на целиот проект, а тоа имаме германски инвеститор кој што е препознаа можноста да во овој продукт и во овој концепт на работење кој што го поддржа Фондот за иновации и владата, наоѓа свој пазар и свој интерес, а тоа е отварање на посебен погон, значи нова странска директна инвестиција, која што реално ќе помогне овој модел и концепт да заживее. Она што го имаме тука, популарното фиќо, е само демонстрација на тоа како може новата технологија се примени во старите возила. Она што веќе го разговараме со компанијата како може ова да се реплицира нормално на други возила кои што секако ќе имаат свој придонес и во она што сите намачија, тоа е намалување на загадувањето на воздухот. Во наредниот период ќе промовираме и нови резултати кои што стегнуваат веќе со проектите кои што споменав ги поддржавме во 2018 година. Ми е задоволство денеска пред представниците на владата, пред представникот на Фондот за иновации и за технолошки развој, пред директорот на слободните економски зони, да го презентираме овој наш производ, кој што заедно со 20 на мали стопанственици, мали предпријатија, мали занаетчи и работилници успеавме да го направиме. Исто благодарност имам и до господинот Патрик Тролие, кој што дојде од Германија за оваа промоција на автомобилот и накој нашиот добавувач со електромотори. Благодарам. We are very happy from the Kessel Group that we have so many possibilities given by the government. Навистина сум среќен што денес како Кеслер сме дел од овој настан. Благодарен сум за многуте можности кои што ни се овозможени од страна на владата. Ние сакаме да работиме во полето на инвестициите и на развојот, а имаме и сериозни планови да растеме понатака, особено во делот на производство на електромотори и електрокомпоненти. На крајот на годината нашиот план е да имаме веќе изградена фабрика и да растеме уште повеќе од ова што го правиме сега. На крај би сакала да им се заблагодарам на македонскиот народ, на луѓето од вашата земја кои што се навистина мощно гостопримливи со нас и многу ни се наоѓаат во целата работа. Благодарам.